Ќе читаме од првото Јованово послание, 3 глава, ќе прочитаме целата глава. А нашиот текст за денеска ќе биде 6-та заповед од Излез 20 глава, 13 стих. Да го чуеме Господовото слово кое е непогрешливо и кое е свето. Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се нарекуваме Божји деца, а тоа и сме. Затоа светот не познава нас, зашто не го позна него. Возлюбени, сега сме Божји деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. И секој кој ја има оваа надеж во него се очистува самиот, како што е и тој чист. Секој кој врши грев, врши и беззаконие, и гревот е беззаконие. И знаете дека тој се јави за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. Секој кој останува во него не греши. Секој кој греши не го видел него, ниту го познал. Дечиња, никој да не ве заблудува. Кој врши правда, праведен е, како што е тој праведен. Кој врши грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Затоа се јави Божиот син, за да ги разурне делата на ѓаволот. Секој кој е роден од Бога не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши, зашто е роден од Бога. Ова се познаваат Божите деца и ѓаволските деца. Секој кој не врши правда и не го љуби својот брат, не е од Бога. Зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. Не како што Каин беше од лукавиот и губи брата си. И зошто губи? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Не чудете се, браќа, ако светот ве мрази. Ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги љубиме браќата. Кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Секој кој го мрази својот брат е човек убиец, а знаете дека во ниеден човек убиец не пребива вечен живот. По тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас. И ние сме должни да ги положиме своите животи за браќата. А кој има светски блага и го види брата си во немаштија, па го затвори своето срце кон него, како ќе остане Божјата љубов во него? Дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазикот, туку во дело и вистина. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред него, зашто кога нашето срце не осудува, Бог е поголем од нашето срце и знае се. Возлюбени, ако срцето не осудува, имаме смелост пред Бога. И што и да го замолиме, примаме од него, зашто ги пазиме неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред него. А неговата заповед е оваа: да веруваме во името на неговиот син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што ни заповедал. И кој ги пази неговите заповеди, останува во него и тој во него. И по тоа знаеме дека тој останува во нас, по духот кого ни го дал. Амин. Можеме сега да ги отвориме нашите Библии во Излез 20 глава, 89 страна во Библиите. Денеска ќе зборуваме за 6-та заповед, како што кажав. Се наоѓа 13-тиот стих, каде што вели не ќе убиваш. Не ќе убиваш. Или во другите преводи е преведено не убивај, што е и подобар превод за македонскиот јазик. Денес, со Божја волја и негова помош, сакам да зборуваме за скапоценоста на животот и за оваа заповед што Бог бара од нас и што ни забранува преку тој збор, еден збор во еврејскиот јазик, не убивај. Животот на еден човек е скапоцен и е драг во очите Божи. Тој е даден од Бог, е примен како дар од Бог и како таков е добар и е возвишен над сите други созданија. Човекот е единствено создание
во целиот свет, во целиот универзум, што е создаден во Божиот лик, Божиото обличје. И поради тоа Божие обличје во човекот, животот на еден човек е многу скапоцен. И никој не смее да се осудува да си го зема својот живот во своја рака или да го одзема животот на другите, бидејќи ниту тој му го дал животот на другиот, ниту тој смее да го одземе животот. Човекот е такво битие што го отсликува Божиот карактер. Бог во 6 дена создаде земјата и своето создание го круниса со човекот. Читаме во Битие 1 глава, дека во 6-тиот ден рече, ајде да создадеме човек, сличен на нас, во нашето обличје, во нашиот лик. И тоа е круната на созданието Божјо. И ние, драги браќи и сестри, сме создадени во Божиот обличје и како такви сме скапоцени и драги во Божите очи, а треба да бидеме и такви и во нашите, меѓусебно да се гледаме така и меѓусебно да се љубиме поради тој зрак на Божиот лик што е во нас. И секако, Божиот лик, кога бил создаден Адам и со него и Ева, бил во совршенство. Бил создаден на таков начин што многу повеќе го отсликувал тој Божи лик, отколку што ние сега во нашата панната природа го отсликуваме тоа обличје. И во што се состои тој Божи лик? Секако тој се состои и зошто сме различни, најпрво од другите созданија. Сме различни бидејќи Бог во нас создал интелигентно битие, создал битие кое што може да расудува за праведност, морал, добро и зло, има желба кон светост, ни едно друго создание, ни животните, ни растенијата, ништо друго нема желба за светост, како што човекот има. Исто така, човекот е создаден и му е дадено на Адам да владее со секое друго создание. На ниту едно друго создание не му е дадена власт. Но човекот треба да ја покори земјата, да ја работи на таков начин за таа да придонесува за негово добро. Исто така да владее со животните во небото и на земјата, птиците на небесата, рибите во водите и другите животни на земјата треба да бидат покорени од власта на човекот. Сето тоа го сочинува тој Божи лик. Зошто? Бидејќи Бог е најмудриот. Бог е сезнаен. Бог има власт која што е авторитативна и е суверена. И никој не му ја дал таа власт, бидејќи тој ја има сам во себе. Бог единствено е праведен. Нема грев во него, нема никаква неправда. И тоа го направил исто и во човекот. Човекот да биде праведен, да има праведност и желба за правда. И затоа имаме и судови во светот, бидејќи копнееме по правда. Копнееме нашето дело да биде оправдано и да бидеме и ние чисти по образот на другите. Исто така Бог е свет, свет, свет. И така и Бог не создал нас да бидеме и ние свети. Но по падот на Адам и Ева во гревот, наистина човекот ги изгубил многу од овие карактеристики. Се намалила светоста во човекот, се намалило знаењето, интелигенцијата, се намалила власта, се извртиле тие авторитети што Бог ги поставил. Праведноста,
западнала во неправедност и човекот станува неправеден одма после падот на Адам и Ева. И навистина многу брзо после падот на Адам и Ева гледаме прекршок на оваа шеста заповед. И знаеме дека првите браќа на светот кои што постоеле завршиле трагично. Каин и Авел. Каин и Авел е таква приказна која што е вистинита и е авторитативна за нас, што ни покажува после падот на човекот во грев колку злобен може да биде еден човек. И Каин во одземањето на животот на својот брат ја покажува таа злобност. Покажува колку одвратен може да биде еден човек и одвратен не спрема себе си, туку спрема другиот. И мислам дека добро ја знаеме таа приказна на Каин и Авел, каде што и двајцата му служат на Бог, и двајцата му принесуваат жртва на Бог, и двајцата се трудолюбиви, двајцата работат со своите раце. Каин, како што знаеме, е земјоделец, работи на нивата, работи со земјата. А Авел е сточар, кој што работи со стоката. И двајцата се луѓе кои што превзеле власт над земјата. И двајцата се свесни дека треба да го слават Бог. И пристапуваат кон Бог, сакаат Бог да им се смилува. И затоа принесуваат жртва. И знаеме дека Авел беше тој што од својот добиток, од она што го работеше, принесува првина на Бог. И Каин исто така, од она што го работеше, принесува жртва, првина на Бог. И тоа се бара од секој еден од нас. Се бара она што го имаме да го принесеме кон Бог. Но не е само тоа доволно. Бог бара одреден начин како да му се пристапува и така треба да пристапуваме, како што видовме во првите заповеди. Но исто така бара и срцето наше да биде вклучено во жртвувањето и во посветеноста наша кон Бог. И така знаеме дека Каин, поради тоа што Бог ја прими жртвата на Авел, а неговата не ја прими, читаме дека Каин се разгневи и му се смени лицето. Пишува во 4 глава 5 стих во Битие дека Бог ни поглед не сврти кон Каина и неговата жртва. И затоа Каин се налути многу и лицето му се смени. Тука ја гледаме таа искра на лутина, на омраза и гнев, каде што почнува тој грев на љубомора, грев на завист и од тој грев доаѓа гревот кој што денеска во оваа заповед ни е забранет, тоест убивањето. Каин пак му рече на својот брат Авел: ајде да излеземе. И откако се најдоа во полето, Каин скокна на брата си Авела и го уби. Потоа Господ го праша Каина: каде е брат ти Авел? Не знам, одговори. Зар сум јас чувар на својот брат? И гледаме тука дека дури станува и себичен. Во тој грев на завист, омраза, гнев спрема својот брат, кој што преминува во убиство, се гледа дека има и себичност, егоцентричност. Ние сме луѓе кои што треба да се грижиме за другите и како што кажа во овие 6 заповеди, последните 6, ни се за нашиот однос према луѓето и
Бог ги сумира тие заповеди како љуби го ближниот како самиот себе. И секако Каин има љубов спрема себе си, но таа љубов спрема себе си е грешна љубов, бидејќи нема љубов спрема другиот, спрема својот брат, не спрема некој туѓинец, туку спрема својот брат. И затоа таа прва приказна за убиство е нешто што не поучува за гревот на човекот, како расте, и понатаму ни е кажано до потопот од Ноево време, дека насилството се зголемувало и Каин не е казнет на начин да умри поради својот грев, да биде усмртен за убиството што го сторил, туку има врз него ставено клетва Бог. И тоа после читаме Ламех дека го искористува за да убие повеќе луѓе и да рече никој не може ништо мене да ми стори. И кој ми стори мене нешто, ќе се бара дупло повеќе од она што се бараше за Каин. И Бог го гледа тоа, го гледа развратот што се случува и решава да потопи земјата, да ја исчисти од гревот што се насобрал. Бидејќи земјата се наполни со насилство, пишува во 6 глава, Битие 11 стих. Тука гледаме колку тоа насилство, тоа убиство брзо се шири ако нема контрола врз него. И Бог во својата премудрост после потопот кажува во 9 глава во Битие на Ное дека сега крвта на човекот ќе мора да биде отплатена. И вика во 6 стих 9 глава, кој пролее човечка крв, човек ќе ја пролее неговата крв. И која е причината за тоа? Зашто Бог го создаде човекот според својот образ. И можеби ќе се запрашаме, бидејќи знаеме дека во Стариот Завет има смртна казна, дали оваа заповед тука, не ќе убиваш, не убивај, го прави Бог контрадикторен. И тоа одговорот секако е не. Но гледаме во Битие зошто е не. Бидејќи животот на човекот е толку скапоцен во очите Божи, бидејќи секое убиство на еден човек е навреда на Божиот лик што е во човекот. Така да мора убиството да се казни со пролевање на крвта на оној што убил. И за жал, во многу држави во последно време тоа е укинато. Бидејќи имаме толеранција, имаме поголема љубов од тоа што имал Бог порано. Но не, љубовта е во тоа кога некое зло што може уште поголемо зло да донесе, се стави крај на тоа зло. Се стави крај и се уништи оној што го извршил тоа. И ние пишано одма после 20 глава на Излез, одма после давањето на тие заповеди, во 21 глава, 12 стих, Бог вели кој ќе удри човек па го усмрти, нека биде казнет со смрт. Тоа е нешто што треба да го размислуваме, дури и да го бараме од Бог, да се има промена во нашиот систем правосуден, бидејќи ние се мислиме попаметни од Бог и одиме спротивно на Божите патишта, кои што се премудри и кои што се добри за
човекот и за човештвото. Се да разгледаме самата заповед, реков дека оваа заповед се состои од еден збор и 6-та, 7-та и 8-та и 9-та се на еврејски само еден збор. Кај нас се преведени со 2 или со 3 зборови или повеќе, но на еврејски тоа е само еден збор и тој ист збор значи убиство со умисла или убиство случајно, несакано, или убиството на одмазникот што ја одмаздува крвта на убијаниот. И самиот збор се користи во Стариот Завет 47 пати и ниту еднаш тој збор не се користи за друго убиство на битие освен човек. Со тоа оваа заповед не го исклучува убивањето, не го забранува убивањето на животните, бидејќи гледаме и понатаму дека Бог заповеда да се убиваат животни како жртви за него. Оваа заповед забранува убиство на човек, човек убиство. Исто така, оваа заповед и овој збор, оваа заповед никаде во тие 47 пати во Стариот Завет не се користи за војна, за воено убиство. И со тоа можеме да заклучиме дека оваа заповед исто така не го вклучува убиството во една праведна војна, каде што се брани една држава, а военно и овој збор не се користи на таков начин за убиството во самоодбрана. Така да можеме да заклучиме дека овде станува збор, ни се забранува тоа убиство што е испланирано, убиство кое што е стриктно за човек, не е за животно, е убиство кое што извира од срцето со омраза и со гнев. Но иако кажавме дека оваа заповед не забранува убивање на животни, ние не смееме да мислиме дека животните треба да ги третираме како што сакаме. Туку напротив, во изреки мудриот Соломон ни вика праведникот внимава и на животот на својот добиток. Тоа значи се грижи, има љубов спрема своите миленици и своите животни кои што Бог му ги дал да ги чува. Војна, исто така, Бог не забранува со оваа заповед. Да не мислиме дека Бог е пацифист. Не, гледаме во Стариот Завет дека Бог дури заповеда некои војни. Бидејќи има праведни војни каде што мора да се одбрани државата. Па како што еден родител е должен да го одбрани своето дете, така и власта е должна да ги одбрани своите жители од непријателот, од оној кој што сака да наштети и сака да убие. И сега, со Божја помош, ќе разгледаме што Бог бара од нас во оваа заповед. Бидејќи гледаме јасно, ево негација, не убивај. Секако се бара, се забранува убивањето, но што се бара во таа негација? И оваа негација Бог бара од нас праведно да се трудиме, да имаме напор за зачувување на нашиот живот и животот на другите. Да ги искористиме сите методи што можеме за да зачуваме нашиот живот и животот на другите. Зошто? Бидејќи како што кажавме, човекот е создаден во Божиот лик, човекот мора и да биде заштитен во својот живот. Така Бог
во ова заповед го бара тоа зачувување на животот. И сите правилни методи кои што можеме да ги искористиме за да го зачуваме животот. Но некој може би ќе праша што правиме со мачениците? Мачениците за Христос. Тие можеле да речат се одрекувам од Христос и можеле да продолжат да живеат. Тоа било условот за многу маченици во христијанската историја. Што правиме со нив? Дали тоа одрекување од Христос е правен? Не. Исус самиот вели, кој се одрече од мене пред луѓето, јас ќе се одречем од него пред мојот Отец. Значи, гледаме дека мачеништвото, дури и да ни се одземе животот, дури ако имаме можност да излеземе од тоа, не треба да гледаме таа можност да го отфрлиме Христос, бидејќи тогаш не си наштетуваме само на телото, што е скапоцено во Божите очи, туку и наштетуваме на душата, бидејќи душата е далеку поскапоцена во животот на еден човек. Душата е она што треба да ја зачувуваме за да ја добиеме вечен живот. Исто така, дали, може би, размислувате за некоја етичка дилема, дали ако имаме некој што криеме од државата, кој што треба да биде погубен, дали треба да искористиме лага за да зачуваме живот? Секако тоа е многу тешко прашање, кое што има несогласност во црквата Христова, но она што јас го верувам и што сметам дека Библијата го учи, е дека лагата никогаш не треба да биде дозволена. Вистината во Божите очи е многу повредна од животот кој што тој го обновува. Никогаш еден живот нема да сопре. Овој живот тука на земјата, иако може некој да го умртви ова тело, Бог ќе го воскресне. Но лагата е опасна однос на зачувањето на живот. И така, сметам дека и тоа, лажењето за зачувување на собствен живот или животот на другите, не е правилна и праведна работа за зачувување на животот. Друго, што се бара од нас во оваа заповед, ако се забранува убивањето, и во тоа, како што кажав, вклучува пред тоа чувствата на омраза, секако дека Бог бара од нас љубов. И како што кажавме за овие заповеди кон нашиот однос кон луѓето, се бара љубете го ближниот свој како себе си. Мора да се љубиме еден спрема друг. Мора да сакаме да се изградиме, да се поттикнеме во подобар живот спрема Бог и еден спрема друг. Во оваа заповед исто така се бара самоодбрана. Ние сме должни да ги браниме послабите, ние сме должни да се одбраниме себе си, ако се најдеме во таква ситуација каде што некој не напаѓа. Но најпрво треба да гледаме да не влегуваме во конфликт, за да не би убиле некој. Ако можеме да избегнеме таква ситуација, подобро е да избегнеме. Но ако не можеме, секако Бог дозволува да се браниме себе си и да го браниме животот на другите околу нас кои се во неволја. И од тука, според тоа, како што кажав, Бог го дозволува таа војна за одбрана на земјата во која што Бог не посадил. Ова заповед исто така ни се заповеда
да се грижиме за своето тело. Бидејќи Бог ни го дал, не е наше, што ќе правиме со телото и како ќе живееме. Немаме ние слобода во тој аспект. Божјо е и треба да се грижиме на таков начин што ќе го одмараме доволно, што ќе се грижиме со добра исхрана, нема да внесуваме работи кои што знаеме дека ни штетат. И воедно ќе го движиме телото, бидејќи Бог го создал за тоа. И вежбањето е добро нешто, што се бара од нас, да го раздвижуваме нашето тело за доброто наше, за да можеме да поживееме повеќе и да бидеме искористени во Царството Небесно. Со тоа секако не кажувам дека некој што е болен него прославува Бог, далеко од тоа. Но ако можеме да бидеме здрави и да бидеме употребени од Бог, треба тоа да го правиме и да се грижиме за нашето тело. Но над сето тоа, Бог во оваа заповед ни дава да се грижиме за нашата душа. Бидејќи убивањето, секако како што кажавме, е на телото. Но Христос вика да не се плашиме од оние кои што можат да го одземат животот само на телото, туку да плашиме од оној кој што има право и сила да ја одземи душата и да ја стави во пекол. Така да грижата за нашата душа е заповедана во оваа заповед и се бара од нас, ние да се грижиме за нас и за доброто на другите. Да ги одвраќаме другите, браќата и сестрите, од нивните гревови. И како што можеме да прочитаме во Јаков, посланието на Јаков, 5 глава, 19 и 20 стих, вика: браќа мои, ако некој се отклони од вистината и некој го поврати, нека знае дека оној кој ќе го врати грешникот од неговиот заблуден пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие мноштво на гревови. Гледаме дека имаме должност да се грижиме за нашата душа, да не грешиме, да не одиме по патот на безбожниците, но исто така и за душите на другите. Треба да се поттикнуваме во љубов, како што вели во Евреите, да се поттикнуваме да бидеме свети и побожни, бидејќи без светоста никој нема да го види Бога. И тоа грижа за душата се состои секако во заедништвото меѓусебно, знаењето на нашите потреби, знаењето на неволите, искушенијата, паѓањата и сите нешта кои што не оддалечуваат од Бог, за да можеме да се молиме за таа личност, да дадеме совет, каде што можеме да дадеме совет, да бидеме искористени од Бог за поттик кон поголема љубов кон Бог. И таа грижа за нашата душа секако се состои во постојано секојдневно заедништво со Бог преку Словото и молитва. И затоа треба да размислуваме што ни е поважно во овој свет. Дали ова тело да задоволиме на ова смртно тело или да ја задоволиме на нашата душа да биде близу до Бог, да го знаеме Божјото Слово, Неговата волја и така да чекориме. Затоа ве охрабрувам секој еден од вас да преземе грижа за себе си и во телото и во духот. Душата да не се заборава, туку да се грижи за душата своја и душата на другиот. Што ни е забрането сега како второ? Јасно гледаме во заповедта дека ни се забранува убиството. Најде да прочитаме во Новиот Завет, во Евангелието според Матеј, 5 глава.
21 и 22 стих, каде што вели самиот Господ Исус Христос. Сте чуле дека им беше речено на старите, не убивај, а кој ќе убие, ќе биде виновен пред судот. А јас ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му рече на брата си празноглавец, ќе биде виновен пред Синедрионот. А кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за во огнениот пекол. Тука гледаме, браќи и сестри, дека Исус Христос кажува нешто подлабоко, дека оваа заповед не се состои само од надворешното убиство на човекот, туку се состои во убиството на идентитетот на човекот, на она што е внатрешно, и нашите зборови можат да убиваат. И како што знаеме во Јаков, 3 глава, каде што ни се зборува за јазикот како смртоносен, треба да го припазуваме, да знаеме како и што да кажеме на сите луѓе и да биде тоа за изградба и за поука и за надградување. Но сакам да ве прашам дали овде, каде што вели Христос, а кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за во огнениот пекол, дали тоа е апсолутно секогаш, ако некој го нарече некој друг безумен или будала, глупав, тоа е грев. Можеме да отвориме во Матеј 23 глава. И 17 стих. Ова го вели Исус на верските водачи, фарисеите и книжевниците, им вели безумни и слепи. Што е поголемо, златото или храмот? Што го осветува златото? Гледаме дека Христос, истиот збор, безумни, го користи лично на луѓе пред него. Дали значи тоа дека Христос греши? Не. Има секако правилен начин на користење на тој збор, но никако не треба да го користиме со омраза и со гнев спрема другиот, без желба за нивно поправање, бидејќи Библијата многу пати кажува за безумни. Безумниот во своето срце рече дека нема Бог. Тоа е јасно, дека има безумни во светот и ние не треба да мислиме и да зборуваме на таков начин дека сите се совршени, добри, сите се ангели на светот. Не, има безумни, има многу злобни луѓе и како такви треба да ги посочуваме, но секако не треба да биде во гнев и во омраза кон ближниот наш. Исто така, можеме да прочитаме во Ефесијаните 4 глава, 31 стих. Зошто овие работи не се забранети, тие омрази и тие внатрешни чувства во оваа заповед. И апостолот Павле вели секој огорчение и јарост и гнев и викање и хулење да бидат отстранети од вас со секаква злоба. И што се бара од нас, бидете еден кон друг добри, милостиви, проштевајќи се еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христа. И дали не е тоа нешто што сите можеме да речеме дека сме го направиле? Сме имале јарост во нашето срце, сме имале гнев и омраза спрема човек создаден во Божјото обличе. И Бог тоа го забранува во оваа заповед и кажува дека таквиот е надвор од Божјото царство. Е грешен човек кој што треба да се покае. И така и денес, ако имаме гнев и омраза
спрема другите. И немаме помирен однос со другите. Треба веднаш правично со Бог, да се помириме пред Бог, да бараме од Бог прошка, а потоа да одиме и кај братот или сестрата и да бараме и од Него милост да ни прости, за да можеме со право срце да го прославиме Бог. Ни се вели во истата глава каде што прочитавме во Матеј 5 глава за тоа дека натрешноста и зборовите наши имаат исто удел во оваа заповед, вика 23 стих, и така ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомниш таму дека брат ти има нешто против тебе, остави го таму својот дар пред олтарот и оди првен помири се со брата си, а тогаш дојди и принеси го својот дар. Покажи бргу добра волја кон твојот противник, додека си уште со него на пат, за да не те предаде противникот на судијата, а судијата на служителот, па да те фрлат во темница. Мораме да си проштаваме еден на друг и да имаме желба да се покајуваме и да се одстрануваме од злото. Исто така во оваа заповед ни се забранува личната желба за одмазда. Зошто? Бидејќи Бог кажува дека негова е одмаздата. Ние не треба да имаме желба сами лично да се одмаздиме спрема злото нанесено на нас, току да имаме желба да чекаме во Божјо време Бог да не одмазди и да не оправда. Во убиството исто така се вклучува и тоа убиство што се нарекува слободен избор на жената или абортус. Абортусот е страшно убиство и е пандемијата во светот, каде што милиони неродени деца се убиени злобно од своите мајки и од докторите, и тоа е дозволено. И тоа покажува состојбата на едно општество. И се повеќе низ светот тоа се дозволува и тоа се нарекува слобода. Слобода на изборот на жените. Бог тоа и како го осудува. Нас ни е заповедано да се грижиме за оние слаби и немојни, да се грижиме за животот нивни. Колку повеќе за неродено бебе кое што е слабо и немојно, е безгласно во овој свет. Бог тука го осудува тоа и треба да се молиме и во оваа наша држава каде што се извршуваат многу абортуси, да се одврати тој закон каде што е дозволено да се абортира и да се забрани тоа нешто, бидејќи во Божјите очи предизвикува гнев и кога тогаш ние како општество убиството ќе си го платиме со смрт. Секое убиство, секоја крв на човекот повикува кон Бог. И Бог и како ќе се одмазди за крвта на народот кој што е убиен. Кажав дека употреба на јазикот со лоши намери е злобно и е грешно пред Бог. Треба да го употребуваме за добри цели, а не за лоши, за сопки и за уништување, туку треба да го употребуваме за изградба и со благодат да им зборуваме на луѓето. И во изреки ни се пишува: невнимателниот зборува како да прободува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување. 12 глава, 18 стих. Затоа треба да се запрашуваме и пред да зборуваме што кажуваме. Дали нашиот збор ќе биде исполнет со благодат, дали ќе биде добро примен и дали ќе биде тој збор
соодветен во право време за изградба на другиот или е пребрзан збор кој што ќе носи тешкотија во душата на другиот и со тоа и убиство на душата на другиот. Исто така, Бог не учи дека ние не треба никогаш да се гневиме. Ние запишано дека и Христос се разгневи на фарисеите. Во Марко 3 глава, 5 стих, ни се кажува дека Христос беше гневен. Ефесијаните 4 глава, 26 и 27 стих ни се вика, во другите преводи е подобро преведено, но и оттаму ќе го прочитам каде што вика гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде пред вашиот гнев и не давајте му место на ѓаволот. Гневот може да биде праведен, но гневот многу често, ако немаме добро расудување, е неправеден и е грешен. И не смееме да се гневиме према другите неправедно. Туку треба да бидеме понизни и смирени према сите други луѓе околу нас. Исто така, пијанството, наркотиците, сите опојни дроги ни се забранети во оваа заповед, бидејќи тие го уништуваат човекот потполно, и телото, и душата. Тие го уништуваат телото на начин што телото не може здраво да функционира во овој свет, а воедно го заматуваат мозокот да не може да расудува што е добро и зло. И најчесто и убиствата се случуваат при средства кои што се земани претходно, дали алкохол, дали некои наркотици. Тие го заматуваат човекот тотално и го пореметуваат и одат на штета негова. И Бог тоа го забранува и ги нарекува безумни оние кои што се пијанат. И е кажано дека пијанството убило многу повеќе луѓе од мечот. И тоа е така. Треба да се запрашуваме што правиме, дали си уживаме во нашите тела со нештата од овој свет, наместо да го прославуваме Бог и да се исполнуваме со Светиот Дух, како што ни е кажано во Ефесијаните. Не треба да ги уживаме нештата во овој свет, туку треба да ги користиме за слава на Бог, да го бараме Божиото царство и неговата правда, а се друго ќе ни се придодаде. И што значи тоа? Не треба не само да, можеби ќе помислиме, ама ние не пиеме. Добро, но дали јадењето е проблем во вашиот живот? Секое прејадување, секоја ненаситност, можеби не се прејадуваме, но сме ненаситни за нешто во нашиот живот. Тоа е грев и тоа го уништува телото, кое што Бог ни го дал. И така, треба да се покаеме за тоа и да бараме храната и водата, нашите неопходни потреби, да бидат задоволени како такви неопходни потреби, а не да бидат секојдневно уживање и раскош во јадење и пиење. И навистина, ова заповед секој од нас е виновен. Дали на погрозен начин, со убивање на некој друг, и во тоа се вклучува идолопоклонството, бидејќи ние се замислуваме Бог. Ја прекршуваме и првата заповед. Си земаме право на себе, да одземеме животот на другите. Или пак во омраза и во зборови кои што носат тешкотија во душата на другиот. Со тоа исто така сме виновни. И нашите гревови, прекршување на оваа заповед, исто така убија и еден човек. Тоа го
Господ, самиот Господ Исус Христос беше убиен на крстот поради нас. Така да ние на нашите раце, ако не се покаеме, ја носиме крвта на семојниот Бог. Тоа е и како треба да влева морници низ нашето тело. Нашиот грев губи Христос Исус, кој што беше невин и беше свет и совршен. И тој, да, секако тој дојде на светот за да го земе нашиот грев, за да пострада и да умре на крстот заради нас. И така да можеме ние да бидеме очистени од крвта на нашите раце и да бидеме измирени со Бог. И затоа ве охрабрувам и денес тоа да го правиме, да се насочиме кон Бог, да бараме покаяние за прекршување на оваа заповед и со прекршување на оваа заповед и многу други заповеди и да бараме прошка и милост за понатаму да живееме праведно и свето пред Него. И наистина благословен нека биде Бог за тој неискажлив дар во Христос Исус, зашто без Него, без Неговата смрт која што ние ја причиневме, ние секако заслужуваме смрт. И како што беше кажано, платата за гревот е смрт. И секој еден кој заслужува тоа, но фала му и слава му на Бог за Исус Христос, што преку Него нашиот копнеж за живот ќе биде исполнет. И то многу повеќе од тоа што живееме тука. Имаме вечен живот и вечно наследство во Христос Исус. И нека ни даде благодат и денес да размислуваме за тоа наследство кое што е далеку подобро од секое богатство на оваа земја. И да сакаме да имаме удел во тоа наследство. Тој што нема, го молам да се измири со Бог, бидејќи во Христос Исус има можност за измирување и за покаяние и денес. Да се помолиме. Господи, семојќен и се милостив Боже, пристапуваме пред Тебе грешни, извалкани, на нашите раце е крвта на светиот Твој Син Исус Христос. Те молиме, прости ни, очисти не од нашиот грев, очисти не поради тоа што ние сме отпаднале од Тебе и те молиме Ти, имај милост поради Твоето големо милосрдие и дај во Исуса Христа да најдеме радост, таа смрт што сме причиниле да не измири и да не очисти од неправдата наша и преку неговиот живот, неговата смрт, неговото воскресение и вознесение да најдеме удел во наследството кое што Ти ни го ветуваш. Те молиме дај да размислуваме за нештата кои што беа кажани сега од Тебе и те молиме дај да се покаеме, да бидеме брзи на покаяние, да бидеме брзи на проштевање еден со друг и да се љубиме еден со друг се повеќе, бидејќи оној што го мрази својот брат е човекубиец, а ние дај да не бидеме такви, туку дај по нас да се гледа љубовта еден спрема друг и љубовта спрема Тебе. Се оставам во Твоите раце и овој ден води не Ти и благословувај не поради Христос Исус. Во Негово име се молиме. Амин.